на луѓе, на одредена елита, кои што со своето раѓање беа веќе предодредени дали ќе бидат директори, суди, председатели на суд и така натаму. ВМРО-ДПМН е партија која што произлегува од народот и е за народот, и токму со овие проекти докажува дека високото образование треба да биде достапно до секој граѓанин, па и на тие граѓани кои што се од социјално позагрозените фамилии. Токму овој проект овозможи многу голем број на граѓани, значи само на нашиот кампус во Струмица имаме 1500 студенти, да овозможи граѓаните кои што порано немале можност или сега се во тешка социјална ситуација да си го довршат своето образование. Само комунистичкиот режим порано се плашел од самостојни индивидуални умови. ВМРО-ДПМН како демократска партија не се плаши од образовани луѓе и апсолутно ќе го поттикнуваме развојот на образованието во иднина. Марија Стојанова прашува каде и како да остваре средба со вас? Значи, јас средба можеме да оствариме уште утре, после 12 часот може да повелете во просториите на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Струмица, кој што се наоѓа на позната локација. Подршка за председателот Славе Гошев за неговото активно работење и упорно работење што се гледа во неговиот лик и победа на парламентарните избори Виолета Шапкарова. Благодарам. Општина Василево, граѓанин, дали е партиска или индивидуална политика на градоначалникот на Василево да запослува внуци, внуки и братучеди и дали тоа не е непотизам, олигархија или сето тоа на вас ви изгледа демократија? За тоа ќе си го прашите градоначалникот Ване Стојанов, кој ќе биде гостин. Јас сум председател на Општинскиот комитет Струмица, Василево си има посебен општински комитет. Проектот Струмица 2014, дали е поврзан со проектот Скопје 2014 или пак тоа е самостоен проект на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Струмица? Кога го спомнавме проектот Струмица 2014, јас сакам да кажем една многу значајна работа. Значи, 2014 и не е толку далеку, 2014 е многу близу. 2014 ние како генерација имаме одредена бенефиција да бидеме живи сведоци на одбележување на 1 милениум од битката на Беласица. Општинскиот комитет заедно со Комисијата за култура изготви оваа програма, која што апсолутно нема никаква врска со проектот Скопје 2014. Нашиот проект се однесува на еден конкретен датум, тоа е датумот на одбележување на 1000 години од битката на Беласица и патем покрај, значи за одбележување на тој датум, ние предвидовме огромен број на манифестации кои што би предходеле пред прославата на тој датум. Меѓутоа, од страна на одредени локални функционери, без да биде прочитана, без да биде разбрана, адхок беше отфрлена оваа програма. Јас и тогаш тврдев, и сега тврдам, и во иднина, дека Струмица не смее да го загуби приматот на град кој што ќе биде носител на манифестацијата 2014. Затоа што, верувајте, имаме сериозна конкуренција во Охрид, Прилеп, па и Скопје. Што час поскоро се зафатиме за работа, толку подобро како за нас, така и за сите граѓани на општина Струмица. Неопределена граѓанка, самохрана мајка, запослена во времето на владењето на ВМРО-ДПМН, избркана од СДСМ кога дошле на власт и тоа самохрана мајка. Зошто сега не ги избркаат СДСМовците, зошто ВМРО-вците ги оставаат да работат, зошто не ги бркаат од работа, зошто ги оставаат да работат? Добро, ако ги на почитуваната господи само да ја одговорам вака. Ако ги избркаме од работа, ќе бидеме исти како нив. Јас и претходно реков, кого ние треба да бркаме од работа? Самохрани родители, наши комши и пријатели. ВМРО-ДПМН е партија која што произлегува од народот и за народот. Сите овие граѓани кои што се запостили и преку СДСМ се дел од македонскиот народ. Тоа не се граѓани кои дошле од не знам каде. Тоа се наши комши, наши пријатели, наши другари. Ние не можеме да бидеме исти како СДСМ. Јас ќе повторам уште еднаш. На злото со зло не се одговара. Кога подрачното училиште во Нова Мала ќе стане централно и дали ќе има нови вработувања во него? Анонимен. Значи, јас, иако ова не е во мојот домен, нели на одговор, подрачното училиште во Нова Мала е во домен на општина Василево, знам дека има одредена иницијатива од градоначалникот со цел да се трансформира во централно основно училиште, меѓутоа не знам точно до каде е постапката. Отаз земјоделец, почитуван господине Гошев, ги поздравам субвенциите кои ги дава владата, иако ги исплаќа за доснето. Меѓутоа, џабе и на 100, 200, 500 милиони евра, кога не е решено најбитното прашање, систем за наводнување и одводнување на земјоделските површини, а тоа е од немање стратегија. Значи, на господинот да му одговорам една работа.
Тоа што што беше и моја констатација во одговорите претходни на вашите прашања. Проблеми има. Ке ги има. Ги имало и ние сме тука да ги решаваме проблемите. Ние сега дискутираме дали субвенциите ќе се исплатат во февруари, дали за доцниле 2 месеци или 3. Меѓутоа, никој не го тргнува фактот дека субвенции има. Јас апсолутно знам дека има одредени проблеми, доаѓаат луѓе кај мене. Од X причини, некогаш вината е во самите земјоделци, во смисол на некомплетна документација и така натаму. Некогаш вината е во органите на Министерството за земјоделие, заради нивна неажурност. Значи има X причини поради кои се врши, има одредено доцнење. Меѓутоа, еден факт е непобитен, а тоа е дека субвенциите, ако не во февруари, ќе ги земат во март. И луѓето си ги планираат тие средства и се надеваат на нив. Јас себе го прашувам не само овој земјоделец, значи сите земјоделци, дали пред доаѓањето на ВМРО-ДПМН на власт, значи пред 2006 година, тие воопшто се надевале дека освен парите кои што ќе ги земат од продажбата на сопствениот производ, чекаат и одредена помош од државата. Апсолутно не, затоа што и немале што да чекаат. Сега чекаат и сега можеме да разговараме за техниката, дали треба порано, дали покасно, дали треба да има зголемување, намалување. Меѓутоа, субвенциите се факт кој што е неоспорен. Меѓутоа, од друга страна, јас си реков, цените на горивата растат, меѓутоа и цените на земјоделските производи растат. Еве јас го прашувам граѓанинот дали знае колку пари сега се откупува зимската зелка во Валандовскиот регион. Цената е 30 денари од килограм. Се надеваме, значи има најави, тоа беше кажено од страна на заменик министерот за земјоделие на трибината во Куклиш, дека има доста најави за доаѓање на нови откупувачи, одредени, сега невременски неприлики во одредени региони, од друга страна нас не одат во прилог, така да искуството и од откупувачите и од министерството е дека ако оди зимската, оди пролетната зелка, одат и сите други култури, така да јас се надевам на една успешна година за нашиот земјоделец, бидејќи сите ние кои што не се занимаваме со земјоделие треба да бидеме радост. Поготово во Струмица стои една стара поговорка дека кај има селото има и градот. И од тие причини апсолутно се надевам на една успешна и плодна година. Да, тоа беа прашањата и од гледачите. Само за крај, господине Гошев, имаме ли предвремени парламентарни избори? Па сакам да кажам дека ВМРО-ДПМН како демократска партија одлуките за тоа дали ќе има или нема избори или било кои други одлуки ги носи во своите органи. Тоа е Централниот комитет, во кој сум и јас член по функција како претседател на општинскиот комитет. Се уште немаме донесено дефинитивна одлука, иако не сакам да кажем една работа. Оваа година ВМРО-ДПМН не планираше предвремени избори. После протестниот марш на опозицијата, премиерот јасно и гласно рече дека 2011 година треба да биде година на реформи, треба да биде година на довршување на одредени започнати проекти и изборите треба да се одржат 2012 година во редовниот термин. Меѓутоа, очигледно, оној што блефирал не знаел другиот какви карти има. Направија таква ситуација со која што излегува од парламентот, тензии во државата, дека мора да има избори и сега, кога им се фрли рекавицата, да има избори, се наоѓаат 300 други причини само да не се води на избори. Јас не знам, јас просто ги жалам луѓето од врвот на нечленовите, знам дека членовите на СДСМ се честни, поштени луѓе, водачите на СДСМ, и знам дека и во нив има, во самите нивни редови проблем, ги жалам сега со образложенијата кои што ги даваат зошто не одиме на избори. Значи, едно нивно барање, легитимно, значи барањето за предвремени избори е легитимно право и на опозицијата, беше прифатено од страна на премиерот и сега се измислуваат 300 причини само да не се одржат. Така да се уште ВМРО-ДПМН нема донесено дефинитивна одлука кога и како ќе бидат одржани избори. Ќе оди ли сама ВМРО-ДПМН на избори без опозиција? Сега за сега јас немам таква информација, меѓутоа било која одлука, дали има најави за такво нешто, меѓутоа било која одлука, дали самостојно мислам дали ќе одиме сами и покрај бојкотот на СДСМ или кога ќе бидат одржани изборите, одлуката ќе ја донеси извршниот, а ќе ја потврди Централниот комитет на партијата. Господине Гошев, јас ви благодарам што бевте во емисијата Визави на програмата на ТВ канал Одвис. Благодарам и на вас. А вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте и за прашањата кои што ги упативте во оваа издание на емисијата Визави на програмата на ТВ канал Одвис. Останете со нашата програма и се разбира, гледајте го второто издание на вестите на ТВ канал Одвис. Пријатно.